Во врска со пресконференцијата на господинот Гордан Георгиев можеме да прокоментираме дека самото одржување на таква пресконференција е доказ за стравот кој што владее во Социјалдемократскиот сојуз и кој што се потврдува и станува јасен и видлив за сите граѓани на Република Македонија, посебно после одржувањето на вчерашниот митинг на ВМРО-ДПМН. Ние предпоставуваме дека намерата и целта на пресконференцијата на Гордан Георгиев денеска беше само да се обиде, да им ја врати и да им ја влее надежта на обичните членови на Социјалдемократскиот сојуз, кои што исто така беа сведоци на огромниот народен собир кој што ВМРО-ДПМН вчера го оддржа. Почитувани, нова фотографија која што ќе ја добиете, јасно се гледа распространетоста и густината на луѓето и на митингот на ВМРО-ДПМН и на митингот на Социјалдемократскиот сојуз, со тоа што има и придружни фотографии на сите краци околу владата, на сите патни краци околу владата. Фактите се многу јасни. Вчерашниот митинг на ВМРО-ДПМН беше најмалку дупло поголем од митингот на Социјалдемократскиот сојуз. После вчерашниот митинг јасно е следното. Прво, дека вчерашниот митинг на ВМРО-ДПМН и на Коалицијата за подобра Македонија беше најголемиот политички собир во историјата на плурална Македонија. И второ, дека ВМРО-ДПМН ќе победи на овие избори. Во секој случај, би сакал две работи да потенцирам. Прво, да им се заблагодариме на илјадниците граѓани кои што вчера масовно дојдоа пред владата на Република Македонија за да ја дадат јавно својата поддршка за политиката на која што ја води ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. И второ, би сакале да упатиме апел до членовите на Социјалдемократскиот сојуз воопшто да не се грижат, поради тоа што ние имаме намера да апелираме до нив и тие да се приклучат на големата победа која што ќе однесе Коалицијата за подобра Македонија, со цел да помогнат и Македонија да продолжи со реформите, а на тој начин да помогнат и на сопствената партија. Ви благодарам. Дали на оваа тема има некој дополнително прашање или можеме да си ги смениме местата со господинот Бичклиски? Повелете. Поврзано со вчерашниот митинг, дали сте луѓе вчера од надвор што доаѓа од другите градови? Да, како значи секоја година кога има централен митинг ВМРО-ДПМН, веројатно и другите политички партии имаше организиран превоз. И имаше и многу патници кои што и само организирано дојдоа. Екипа на Алфа забележа на еден од заплатните пунктови за Татарина дека на возилата се пропуштаат студената рампа, односно не плаќаат. Според нашите информации вчера во текот на целиот ден имаше километарски колони на платните рампи на трите страни, на трите краци кои што влегуваат во Скопје. Ние тоа го имаме евидентирано и го имаме видено. Се надеваме дека Македонија пат ги испочитувала законските норми и ги испочитувала и внатрешните правила и апелираме доколку имате докази тие да ги доставите до институциите. Ако наши членови ги прекршиле правилата, ние ќе си се справиме со тоа, а ако ги прекршиле правилата вработените во Македонија пат, апелираме јавното претпријатие да постапи во целост според законските норми. Повелете. Сите политички партии, поголемите политички партии, лебат плакати, вклучително и вашата, на места кои што не се дозволени. Зошто на овие избори се случува и тоа? Видете, како да ви одговорам, значи ние се обидовме со закупување на одредени позиции за билборди да го амортизираме таквиот проблематичен ефект кој што се појавува на секој избори. Она што можам да ви го ветам и да ви го гарантирам во име на ВМРО-ДПМН дека веднаш после завршување на изборите, како и минатиот циклус, под младокот на ВМРО-ДПМН ќе ги отстрани сите погрешно, неправилно залепени рекламни материјали. Повелете, Цаневска. Не ве разбрах јавно, платите повик да се партицирите на споразума да не се плашат и вчера да се прикажат. Што сакате да постигнете со тоа? Сакаме да постигнеме следно. Нашата намера е да ги вклучиме сите граѓани на Република Македонија
и во победата и во реформите кои што ќе следат понатаму. Ние сме партија која што ќе работи со сите граѓани на Република Македонија.